Почитувани гледачи, ова е новата ТВ ординација. Оваа ТВ ординација посветуваме на неделата на имунизација, односно вакцинацијата која што е во редовен календар и за оваа 2018 година. Но оваа година во редовниот календар за имунизација ќе имаме уште две нови вакцини за сите бебиња како задолжителни. За кои вакцини станува збор и за што се наоѓаат како примена во здравството, ќе погледнеме од следниот прилог. Вакцините против пнеумокок и ротавирусот од почетокот на наредната година ќе бидат задолжителни за сите бебиња во државата. Но целта според здравствените власти е оправдана, бидејќи ќе спречат тешки заболувања и сериозни компликации по здравјето на најмалите од опасните бактерии и вируси. Според болничките евиденции, секое второ дете во градинка има бактеријата стрептокока, а родители за да ја заштитат ја бараат вакцината во диспанзерите. Со дополнување на календарот, од Министерството за здравство велат дека ги исполниле сите препораки од Светската здравствена организација. Оваа година ќе се распише тендер да се обезбедат вакцините за сите деца во државата. На овој начин ќе се спречи морталитетот и морбилитетот, бидејќи овие заболувања предизвикуваат тешки заболувања кај децата до 5 годишна возраст, а ротавирусот до 2 годишна возраст. Во земјите од Западна Европа се задолжителни веќе години наназад, велат од Министерството за здравство. Бактеријата Streptococcus pneumoniae предизвикува тешки болести. Тука спаѓаат менингитите, септичните состојби, пнеумониите, може да се јави како предизвикувач на воспалување на увото, кој што може да оди со тешки компликации. Ротавирусот, тоа е вирус кој што се јавува како причинител во над 30% од појавата на цревните инфекции кај децата. Покрај проширувањето на календарот за вакцинирање, здравствените власти ќе го модернизираат и процесот на имунизација, особено кај вакцините кои децата ги примаат на 6 и 14 годишна возраст. Дитепер е полио. Сега полио нема да биде со капнување, туку заедно како една вакцина. Тоа е за вакцината што децата ја примаат на 6 годишна возраст и дитеперот на 14 годишна возраст, прецизираат лекарите. Ова возраст од 2 месеци до 5 години се применува конјугираната форма на вакцина за Streptococcus pneumoniae. Вакцината за ротавирус се почнува од 6-та недела и првата доза треба да се даде во текот на првите 15 седмици. Надлежните не очекуваат отпор кај родителите за новите вакцини, а од септември планираат и обука на здравствените работници за подобра примена на овие измени. Со дополнителниот календар за имунизација велат дека ќе бидат заедно со земјите од регионот. И како што напоменав на почетокот, оваа емисија посветуваме на недела на имунизацијата. Лекарите велат дека високите антивакцинални лобија кои што се не само во земјава, туку широм светот, шират пропаганда дека вакцините го уништуваат здравјето на најмалите, но сето ова е само големо прашање кое што тие го одговараат со доколку не постојат вакцините, би се вратиле сите смртоносни болести кои што пустошеле не само во овој регион, туку не секаде низ светот. Еве го и ставот на лекарите во продолжение. Стравот од имунизација е неоправдан. Без вакцинацијата ќе се вратат смртоносните болести кои пустошеле во минатото, но не мислат сите така. Вакцинацијата представува најдобра заштита за децата од опасните заразни заболувања, кои во минатото харале на овие простори. Иако во последните неколку години постои силно антиимунизационно лоби низ светот, фактите говорат дека морбилитетот од тешките заразни заболувања, а сведен на минимум, во последните 12 години во Македонија не се регистрирани дифтерија, полиометер и тетаносот. Последниот случај на болеста евидентиран во 87 година. Лекарите велат дека повеќе од 95% од населението е вакцинирано, а родителите редовно ги информираат околу имунизацијата, несаканите дејства и заштитата од заразните болести.
Детето кое редовно ќе ги прими сите вакцини станува отпорно на најтешките заразни заболувања, кои минатото уништувале на овие простори. Многу деца после тие прележани болести останале инвалиди, а некои случаи завршиле и фатално. Затоа во соработка со Министерството за здравство и Центарот за јавно здравје вршиме контрола и бараме децата сите да се вакцинираат. Според наши последни сознанија, колективниот имунитет во регионот е на високо ниво и постои општа колективна заштита од тешки заразни заболувања, децидни лекарите. Првата вакцина која се дава на новороденчињата во Македонија е онаа против хепатит Б воведена во 2004 година. Како единствена превенција од појавата на карциномот на белиот дроб е вакцината против хепатит Б, која се прима во 3 дози. Потоа се дава вакцина против туберкулоза, воведена 1948 година. Од тогаш, континуирана, планирана и задолжителна имунизацијата против оваа болест. Резултатите се видливи, бидејќи низ децениите имаме константно намалување на вакви случаи во споредба со некогаш. Дека вакцините се ја вршеле својата работа, говорат фактите дека во земјава немаме дифтерија и полиометрит во однос на земјите од соседството, а морбилите и другите заразните заболувања се сведени на минимум. Нуспојавите се краткотрајни и минливи. Како што објаснуваат лекарите, секоја вакцина може да предизвика краткотрајни и несакани дејства, како црвенило, оток, плачливост и покачена температура кај децата. Сето ова поминува и не е ништо во однос на она кое што штити вакцината. Сериозните компликации се исклучително ретки и можам да кажам дека во моето 30 годишно работно искуство таквите компликации од вакцините воопшто и не сме виделе, објаснуваа лекарите. Имунизацијата исклучиво со вакцини набавени од ресорното министерство. Вакцинацијата во Македонија е задолжителна и бесплатна, а се врши согласно календарот за имунизација. Вакцините кои ги примаат децата во земјава се набавуваат исклучително преку Министерството за здравство, а на тистите се вршат редовни контроли. Ресорното министерство набавува квалитетни вакцини од реномирани производители. На дистите се врши контрола, а под строги правила се транспортираат и доставуваат во земјава. Со постојани мониторинг картици се утврдува дали нивното чување било правилно. Често пати родителите прашуваат дали можат на своја рака да ги набават вакцините од странство. Тоа е ризик, бидејќи вакцината донесена од надвор не гарантира никаков квалитет. Не се знае дали е чувана на одредена температура, дали е безбедно транспортирана, а истата може да нанесе и штета врз здравјето на детето. Затоа, имунизацијата се врши само со вакцини набавени од Министерството за здравство. Евидентирани случаи на морбили во Македонија. За само една недела во земјава се евидентирани неколку поединечни случаи на лица заболени со морбили, сите на возраст меѓу 30 и 40 години. Како што потенцира нашиот соговорник, до 1983 година имунизацијата против морбили се вршала во една доза, што се покажало како недоволна заштита од оваа заразна болест. Кога се видело дека заштитата не е комплетна, од 1983 година воведена е втора доза на вакцина против морбилите. Во земјава постојат така наречени джебови, кога на едно одредено место имаме поголема популација на невакцинирани лица, плодната почва за појава и ширење на епидемија. Како што изјавуваат медиумите, лицата заболени од морбили се над 30 годишна возраст, односно имунизирани пред таа 1983 година. ХПВ вакцината повеќе не е табу тема во Македонија. Иако во минатото ХПВ вакцината представуваше табу тема, на која многу се дебатираше, во изминативе години се повеќе млади се одлучуваат да се имунизираат. Оваа вакцина штити од инфекцијата од ХПВ вирусот, кој се задржува во организмот и почнува да се развива во рак на грлото на матката. Иако на почетокот постоеше отпор кон оваа вакцина, во последно време младите увидоа дека таа е корисна. Во февруари месец ќе се изврши вакцинирање на девојчињата од 12 годишна возраст во сите училишта. Оваа вакцина не е ништо ново, бидејќи во Европа и светот се применува години наназад. Антиимунизацијските лоби вршат забуна кај родителите. Овие лоби групи се повеќе активни не само во медиумските простори, туку и на бројни интернет форуми, портали и социјални мрежи. Лекарите велат дека може да доведат до враќање на смртоносните болести од минатото.
преку своите кампањи вршат забуна кај родителите, се шират по медиумите, луѓето, интернет просторот, пропагираат дека вакцините се штетни, дека може да предизвикаат несакани дејства и дека истите содржат контраверси. Можам да кажам дека контраверсите кои се наоѓаат во храната се истите оние кои имаат и во вакцините. Во храната се многу поопасни, бидејќи во континуитет се внесува во организмот. Ние во нашето советувалиште инсистираме на децата да им се дава природна храна, отколку конзервирани производи и сокови кои содржат вештачки бои и ароми и немаат ништо природно во себе. Ќе ги споменам смоките кои се умилени кај децата. Кога ќе се види декларацијата што точно содржат овие производи, родителите ќе видат дека истите се многу поопасни од самата вакцина. Побиен е митот за вакцината и појавата на аутизам. Во Македонија постојат лоби групи кои вакцините ги поврзуваат со појавата на аутизам кај децата. Меѓутоа, последниот научен труд создаден од Американската академија на науките докажува дека процентот на вакцинирани деца кои имаат аутизам е еднаков со оние кои не се вакцинирани. За да се дојде до едно научно сознание кое држи, потребен е најмалку 10 годишен труд. Според последниот научен извештај од Американската академија на науките, вакцината нема никакво влијание врз појавата на аутизмот. Докажано е тоа дека представува генетско заболување кое се манифестира онаму каде што има генетски предиспозиции. Аутизмот не е нова појава, ја имало и во минатото. Во последните неколку години се појавува се повеќе и се зборува на темата аутизам. Како што сметаат лекарите, зголемениот број на деца со аутизам се должи на тоа што во минатото столетие ваквите случаи биле тотално непознати и се класифицирале во група на луѓе со пречки во развојот. Во минатото аутистичните деца беа во групата во која што се нарекуваше деца со пречки во развојот. Сега се дефинирани како различни состојби, класифицирани во групи. Постојат размислувања дека во последно време е зголемен процентот на ваквите случаи, но тоа се должи бидејќи во минатото не се диагностицирале како такви. За аутизмот почна да се зборува наодамна, но тоа не значи дека е ново заболување. Од Министерството за здравство го објавија календарот за оваа 2018 година и како што на почетокот од оваа емисија напоменавме дека од оваа година 2 нови вакцини влегуваат во редовен календар за имунизација за најмалите. Ќе се внесат 2 нови вакцини кои што ќе значат намалување на повеќе болести и избегнување на ширење на заразата помеѓу најмалите, каде што најмногу се шират во детските градинки. Ова во продолжение ве оставам да го погледнеме и прилогот кој што го подготвивме од страна на Министерството за здравство. Со воведувањето на вакцинацијата како мерка за заштита на населението од заразни болести, постигнати се најдобрите резултати во историјата на медицината. Бројни заразни болести се искоренети во светски рамки, голем број од нив се елиминирани, а голем број на заразни болести се ставени под контрола, при што само во одредени реони во светот се регистрираат поединечни случаи. Од 1885 година Луи Пастер ја открива вакцината против беснило. 1900 година е откриена вакцината против диптефер и тетанус. 1927 година откриена вакцината против туберкулоза. 1955 вакцината против парализа. Во 1960 откриена вакцината против морбили и заушки. Вакцинацијата штити од болести, индивидуалност и смртност. Таа е едно од најисплатливите јавно здравствени мерки. Целта на вакцинацијата е да се заштити еднаквата и заедница од заболувањето кои може да се спречат со вакцините. Во светски рамки, околу 10 милиони деца под 5 години годишно умираат. 1/4 од нив се деца кои умираат од болести кои може да се превенираат со вакцина, а 1,4 милиони деца се под 5 годишна возраст. Токму затоа едно од милиумските цели е намалување на смртноста на децата под 5 годишна возраст за 2/3 до 2020 година. Во Република Македонија со активна имунизација се започнува кон средината на минатиот век и се во текот на времето бројот на болестите кои се превенираат со вакцинацијата се повеќе се зголемува. Првата вакцинација во Македонија воведена 1948 година со воведување на вакцинацијата против туберкулозата. Од тогаш наваму се воведени вакцини против многу заразни заболувања.
Република Македонија ги прати препораките на Светската здравствена организација и во последните години воведе нови вакцини, и тоа вакцината против хепатит Б 2004 година, вакцината против хемофилус од инфлуенцата типот Б во 2008 година, како и вакцина против хуман папилома вирусот во 2009 година. Опфатот со вакцинацијата примарно се подобрува, со што нашата држава се вбројува меѓу државите кои имаат висок опфат со имунизација. Согласно важечкиот календар за имунизација, континуираната задолжителна имунизација се спроведува против следните болести: вирусна жолтица, Б, хепатит Б, туберкулозата, заболувања предизвикани од хемофилис инфлуенцата типот Б, дифтерија, тетанус, голема кашлица, детска парализа, мали сипаници, заушки и црвенка, односно рубеолата, и заболувања предизвикани од хуман папилома вирусот ХПВ за сите лица на одредена возраст, според календарот на имунизација и годишна програма за имунизација. Вакцинацијата е бесплатна за сите лица од 0 до 18 години, без разлика на здравственото осигурување. Бенефитите од вакцинацијата се создаваат отпорност на организмот кон заболувања, ги спречува ризикот од заболувања, ја спречува смртноста од заболувањето, спречува инвалидитет и други последици, допринесува до колективен имунитет, спречува појава на епидемија од заразни болести, ги намалува трошоците за лекување, ги намалува трошоците за боледување, поголема ефикасност на родителите на работните места и обезбедува здраво поколение. Република Македонија со години наназад има успешен систем за имунизација во државата, спроведуван од страна на службите за имунизација во здравствените домови во државата. Со години наназад е бележен висок опфат на имунизација со сите вакцини. Со успешна имунизација во Македонија се постигнати многу позитивни резултати. Последниот случај на дифтерија е регистриран 1976 година. Нема податоци за регистрирани случаи на постпородилен тетанус уште од 1993 година. Последниот случај на полиомиелитис е регистриран 1987 година. Во јуни 2002 година Македонија заедно со останатите држави од Европскиот регион доби сертификат како земја ослободена од полио. Вакцините даваат резултати и тие се безбедни. Всушност, тие се повеќе од безбедни и со нив може да се спаси живот. Имунизацијата представува едно од најзначајните и најсплатливите достигнувања на јавното здравство во денешно време. Вакцините го спасуваат животот на децата и може да го запрат ширењето на болестите. И покрај овој факт, во 2017 година, повеќе од половина од најранливите деца во светот се уште не ги добиваат основните вакцини кои се потребни за здрав живот. Освен тоа, се поголем број деца не ги добиваат вакцините кои може да се заштитат и нивниот живот поради зголемениото влијание кое се врши со кампањата против вакцините и гласините кои се шират за безбедноста и квалитетот на вакцините. Научниот факт е дека вакцините действуваат и се безбедни. Всушност, тие се повеќе од безбедни. Со нив може да се спаси живот. Кога најголемиот број на децата во една заедница се вакцинирани, поединечни случаи на заболувања ретко прогресираат во епидемија. Меѓутоа, доколку некои од децата не ги добијат потребните вакцини, зголемен е ризикот од заболување на истите. Во земјава се предвидени 11 задолжителни вакцини, од кои повеќето се поливалентни вакцини против голем број болести, како што се туберкулоза и така натаму. Опфатот со имунизација во последните години е намален во главниот град, каде е регистриран најголемиот опфат во земјава со вакцината МРП, морбили, рубеола и перотит, изнесува само 67%, според Институтот за јавно здравје. Овој тренд е во пораст. И тоа континуирано се должи на лажните тврдења на глобалната кампања против вакцините, според кои вакцините може да бидат штетни за некои деца. Иако за тоа постојат научни докази, сепак доведе до опфаќање на опфатот на вакцинацијата, кој пак за возраст сега ги покажува првите штетни последици со појавата на епидемија на сипаници во некои земји од регионот, меѓу кои има и смртни случаи. Пристапот до вакцинација доведе до драматично намалување на смртноста кај децата под 5 годишна возраст од заболувања кои може да се спречат преку вакцинацијата. На глобално ниво, околу 2 до 3 милиони детски животи се зачувани секоја година благодарение на вакцините. Во Македонија стапката на опфат со вакцинирање е многу блиско до посакуваните, 95%, иако се забележува тренд на опаѓање во некои вакцини
особено МРП-то. Во 2016 околу 3860 од 22.000 и 13 деца ја немаат примено таа вакцина, а тоа значи дека опфатот со МРП изнесува само 82%. Дури 19,4 милиони деца широм светот не добиваат вакцини, бидејќи опфатот со вакцинација не стига до нив. Многумина живеат во урбани сиромашни квартови или во кампови за раселени лица, каде лошата исхрана и несоодветните здравствени, социјални и санитарни услови и пристап до питка вода го зголемува ризикот од заболувања, како што се пневмонија, диатреја и мали сипаници. И сите може да се спречат само преку вакцинацијата. Благодарение на вакцините, некои болести како што се големи сипаници навистина се искоренети. Некои се на прагот да бидат искоренети, како на пример полио, а многу други се ставени под контрола и се наоѓаат на патот на целосно искоренување, како што е дифтерија, пертитус, големата кашлица, малите сипаници, тетанус и така натаму. Доколку сите деца ја добијат потребната имунизација, ќе бидат зачувани најмалку уште 1,5 милиони животи. Токму затоа, сите ние треба да бидеме и да дадеме свој придонес и да помогнеме да се шират информациите дека вакцините навистина даваат резултат. Овдека некаде е крајот на денешното издание на ТВ Ординација. Ве оставам во добро здравје и се гледаме наредната ТВ Ординација.